Јас директно одам кај Тања Милевска во Брисел, бидејќи Брисел е во центарот на вниманието денеска и наредните денови, а и така е впрочем во изминатите недели, бидејќи тоа седиштето и на Европската унија и на НАТО. Тања, добро утро. Добро утро, Саша. Денеска во Брисел е и нашиот министер за надворешни работи Бујар Османи. Што се случува во Брисел? Се чини дека веќе влегуваме во една критична недела, би рекол, околу украинската криза и ова што ќе се случи неделава се проценува дека ќе одреди понатамошниот подолгорочен тек на ситуациите не само во Украина, туку и на европскиот континент. Па да, значи од една страна имаме посета на министерот за надворешни работи Османи, денеска и утре во Брисел останува потоа бидејќи има и самит на НАТО, тој ќе остане и во четврток, во меѓувреме ќе пристигне премиерот Ковачевски за самитот. Османи денеска има, додека зборуваме сега, доручек со едно 10-15 министри за надворешни работи на земјите членки на ЕУ, организиран од грчкиот министер за надворешни Ден Диас, што е добар сигнал, нели, дека Грција, нели, прво го организира и сака да ја вклучи Македонија, да слушне од министерот за надворешни работи каква е ситуацијата во контекст на оваа украинска криза. Знаеме дека Османи беше доста гласен околу важноста да се третира Западниот Балкан и проширувањето како безбедносно прашање, бидејќи Европската унија има тенденција, слушнавме доста критики, има тенденција да го заборава Западниот Балкан, а ситуацијата сепак е чувствителна и во Северна Македонија, но и во Босна и Херцеговина. И ќе се обрати Османи пред Комисијата за надворешни работи на Европскиот парламент, има билатерални средби со Оливер Вархеј исто така, и како што кажа ти, клучна недела бидејќи има два совети за надворешни и општи работи, самит на НАТО и самит на Европската унија, пристигнува американскиот президент Џо Бајден и се очекува Европската унија да почне да разгледува и пети пакет мерки, санкции против Русија, меѓу кои и санкции врз секторот на нафтата. Јас денеска овде Тања за едно 40 на минути ќе го имам и подпредседателот на владата Бојан Маричич, со кого ќе разговараме за овој актуелен момент во кој што се наоѓа нашата интеграција во Европската унија. Пред него и со колегата Љупчо Поповски, кој што изворено ги следи тие работи, ќе поразговараме, бидејќи тој неделава имаше една колумна на Дојче Веле во која што констатира дека посетата на Жозеп Борел минатата недела не помина многу славно дека. Зошто Европската унија не успева да конституира една појасна, порешителна позиција, зошто се тактизира се уште на начин на кој што сме навикнали веќе во изминатите 20 години? Има ли таму воопшто некаква подготвеност да се преиспита целата политика или ќе си останеме да се возиме на нивните за сега празни ветувања и охрабрувања на кои што сме изложени 2 децении и ништо во суштина да не излезе од целата оваа, да кажем, врева која што се дигна и заради овие воени настани со Украина? Би рекла дека, еве, ако бидеме попозитивни, ако гледаме попозитивно, добро е што Борел брзо ја слушна критиката по посетата во Северна Македонија и кога пристигна во Тирана веќе многу посилен речник, нели, употреби во неговите пораки, меѓутоа тоа не е доволно, далеко од доволно и клучно е сега да се испорача конкретно. Тука главниот тест е отпочнување на преговорите со Македонија и со Албанија во јуни. Значи мора да има некаква рамка и да се покаже дека Европската унија сериозно го сваќа регионот, посебно Северна Македонија и Албанија, кои што се целосно усогласени со санкциите и со сите дипломатски решенија на Европската унија, се членки на НАТО, и тука е и Босна и Херцеговина. Тука е очигледно ситуацијата многу покомплицирана околу изборните закони. Има многу силни критики од босанското граѓанско општество околу улогата на дипломатската служба на Борел во преговорите со Додик и со хрватската страна. Очигледно е дека тука влијанието на Орбан, на ХДЗ, на Хрватска, на Јанша е се уште многу силно и дека Европската унија не успева да ги
да се ослободи од тоа влијание, така што едно е војната во Украина, едно е единството на Европската унија кон Путин, поделбите на Европската унија од внатре, помеѓу тие и либерални режими, мислам и дека Дејан спомена преска, останува и тука се кршат многу работи во нашиот регион. Тања, Така што ќе биде тест преговорите со нас. Да, за крај сакам да те прашам, бидејќи ова е еден предизвик огромен и економски за целиот континент и се разбира сведоци сме на големи економски раздвижувања, кризни моменти и така натаму. Има ли Европската унија, Европската унија е многу богата, тоа и во криза редно да се каже, има ли некакви специјални фондови на кои што може да се надеваат кандидатите за членство, бидејќи предизвиците за нас се уште поголеми отколку за нив? Посебно ако има санкции во енергетскиот сектор, ќе биде регионот многу погоден. Така што ако се сеќаваш минатата недела јас поставив прашање на редовниот брифинг на Европската комисија за тие компензации, одговорија дека за сега не се предвидува. Тоа не значи дека нема во иднина да ни во возможат да се приклучиме кон тие компензации, особено ако нели се дојде до енергетски санкции, но за сега позицијата на Европската комисија е дека постојат разни фондови, главно економскиот и инвестициски план, големиот проект на Вархеји за помош на економијата во регионот, и дека за сега треба само да сметаме на тие програми, но не би исклучила во иднина, како што реков, ако дојде до енергетски санкции, дека ќе мора и ако се продолжи да се влошува ситуацијата со цените, со ценовните шокови во регионот, ќе мора Европската унија да се освести и да обезбеди компензации за земјите од регионот, оние кои ги следат санкциите. Тања Мигајска, дописник на МИ од Брисел, благодарам за ова вклучување. Ќе имаш ти напорна недела, бидејќи неделава те очекува известување од разни собири таму. Ќе видиме како ќе помине и министерот за надворешни работи Бујар Османи, а јас некои од овие теми кои што денеска со тебе ги проговоривме, ќе се обидам да ги загатнам и со подпредседателот на владата Бојан Маречиќ. Благодарам, Тања.